Почитувани, добро ви утро. Тони Апостоловски од град Битола. Зошто се јавувам? Сабајле утринава, додека скролав низ Facebook платформата, наидов на еден интересен пост, интересен лайф, во кој што партиски член на ВМРО ДПМНЕ од Штип, од град Штип, викан по име Александар, рони солзи крокодилски за тоа што скопскиот градоначалник, не знам како се вика, не ни навлегувам, и Христијан Мицкоски го поставиле неговиот сограѓанин Миро Кацаров за директор на Универзална сала. Александар, како што пиши во постот, под притисок од неговите надредени, односно партиски шефови, го бриши постот од Facebook платформата, меѓутоа остава траги. Самиот пост некој го превзел, го симнал и го презентира во негово име. Дечкото, не го познавам, млад дечко, кажува дека се борел за ВМРО ДПМНЕ и дека агитирал, дека правил, дека протестирал, дека бил за Македонија и така натаму и дека многу тешко му падна тоа што Миро Кацаров, шарениот револуционер, станал директор. Има се и се што. Низ нашата ни мила татковина. Вака сега. Александре, доколку се твоите солзи искрени, тогаш ќе знаеш како се чувствуваше ликот кој што го гледаш во твојот телефон, кога побегулјата Никола Груевски му го намести командант Форина, односно Талат Џафери, како министер за одбрана. Лицето кој што го гледате во вашите телефони беше македонски бранител доброволец во татковинската војна 2001 година и се бореше за слободата на Македонија, која што за жал ја изгубивме на зелена маса. Потписници на рамковниот договор беа изгорениот, настраданиот председател Борис Трајковски, црвениот ѓавол на транзицијата Бранко Црвенковски, Надри војводата Љубчо Ѓоргиевски и Имер Имери, мислам дека така се викаше, од ПДП-НДП, не знам, да не навлегувам како се викаа тогаш. Мои почитувани пријатели, сонародници, сочувствувам, мислам дека беа искрени солзите на Александар од Штип, машки солзи, знаете, кога ќе плачат, тогаш е нешто стварно потресено во неговиот организам. Замислете како ми беше мене, кој бев спремен да го дадам животот за Надри војводата Љупчо Ѓоргиевски, за брат Љубе, сестра Љубе, за кој што подоцна видов дека биле само едно обично гомно спакувано во целофан, субава украсна панделка. Тоа мене тогаш уште бев релативно млад, страшно ме погоди и започнав интензивно да размислувам за се она што ме обкружува. Кога започнав интензивно да размислувам за се она што ме обкружува, видов дека буквално сите проблеми кои што се надвиснати врз мене, моето семејство, мојата фамилија,
мојата улица, мојот град, мојата татковина се предизвикани токму од политиката. Од тогаш има повеќе од 25 години. Тони Апостоловски нема излезено на ниедни избори. Нешто прашува странци, нема врска. Нема излезено на ниедни избори и цело време агитира да конечно македонецот се разбуди и излезе од вековниот сон во кој што е западнат не по своја вина. Замислете, ќе повторам, како бранител доброволец, кој што бев спремен да го положам животот за својата мајка Македонија, за својата татковина, доживеав да моите, за оние за кои што се борев, да моите, ајде ќе кажам ВМРО ДПМНЕ, ми го постави командант Форина, Талат Џафери, министер за одбрана кој покасно беше премиер и така натаму и така натаму. Почитувани ВМРО ДПМНЕ-овски членови, не Миро Кацаров, Боки 13 сега вие влада и Македонија. Само вие сте заслепени, не гледате. Вие сте алчни по пари, по материјални добра, по вработувања. Глумите некои си патриоти, нема ништо патриотско во вас. Гледате што се случува сега, пред излезам од дома. Го гледам господин Мицковски, како држи пресконференција. И внимавајте, а посебно нека внимава јавното обвинителство. Затоа што подопрен глас тоа треба да реагира. Што кажува нашиот, односно вашиот северно креатурен македонски премиер во неговата пресконференција? Дека кога дошол на власт, македонската каса била ограбена и изнесена надвор од државата. Од тука моето прашање. Легитимно прашање. Само да поминам на пешачки. Затоа што овие се сите ВМРО-вци или самовци можат слободно да газат луѓе по пешачки премин. Сега одиме понатаму. Значи премиерот изрече нешто што јавниот обвинител би требало одма по кратка постапка да го викне на информативен разговор и да го запраша: господине премиере, од каде ви е информација дека касата била ограбена пред 2 години кога дојдовте на власт и што превзедовте вие за да го актуализирате случајот? Бе, пријателчина, се е мирно, се е тивко, се е штама. Со вас играт до шкапа. Гледам дека има се повеќе и повеќе разбуден народ, дека секој ден се разбудува. Еве утрово се разбуде Александар од Штип, кој што фрлаше по неговото раководство од ВМРО ДПМНЕ со дрва и со камења. Меѓутоа, на тоа ќе остани. Миро Кацаров, шарениот, ќе си биде директор на универзална сала. Вие чекајте, доаѓаат редовни парламентарни или вонредни парламентарни избори, па гласајте си за овој другиот шарен, оној со топуко, што маваше одговорница за Апасиев. Пошто ете, веќе ги видовте кои се СДСМ и ДПМНЕ, сега уште Апасиев да го испробате, да видите дали е добар. Мој македонски народе, страшно ми е жал што нема нити ова видео, нити ова обраќање мое да го разберите. Ке си речитаве некој треска зелени, таму лупа зелени од оне. Меѓутоа, верувајте, мислам дека сум многу близко до вистината. Мислам дека сршта на проблемот е погодена од моја страна. Тврдам дека без македонско национално единство, разбуден
македонски ген. Тврдам дека без сплотување на македонецот било каде да се наоѓа, дали во татковината, дали во окупираните територии, дали во прекоокеанските земји, без негово сплотување, нас ни доаѓаат, ни следат црни денови. Сигурен сум 1000% дека со политика не можеме да го победиме ова зло кое што е надвиснало нашата татковина, затоа што истата е политика во целиот свет и во еден момент во целиот свет ќе падне политиката. Меѓутоа, знаете што, лошото е кај нас што нема кој да ги замени политичарите. Тие едноставно ќе си добијат златни визи во Дубај, во Будимпешта, во било каде во Бугарија, во Србија, и ќе настават овде нас да си ги вадиме очите. Што да речам, Бог на помош на сите. Ќе се во друга пригода. Поздрав до Александар. Ако си маж, врати го видеото и пркоси му како што му пркосам јас цели 30 години на моите узурпатори. Јави се уште еднаш, уште 2 пати, уште 100 пати. Оцрни ги. Ти од ВМРО ДПМН црнувај ги. Некој нека се јави од СДС. Мора да се разбуди македонскиот гласач. Македонски гласачу. Немој да мислите дека правите некоја демократија, дека ништо, само плукате по татковината и му давате арам на оние кои што деноноќно ве крадат. Имајте убав старт на неделата, бидете поздравени од Битола, од жална Македонија. Секој добро, имајте убав ден.